Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во нови околу 80 на минути на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио од Детроит. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Сите сакаме во Европската Унија, ама не по цена на рушење на идентитетот на македонците. Ќе има нови моменти по изборите во Бугарија, тврди новиот спикер на собранието Африм Гаши. Ќе се обидам да ги убедам грците дека сум во право кога користам само Македонија. Силјановска Давкова рече дека го почитува Преспанскиот договор. За договорот со Бугарија може да се репреговара. Ѓорчев смета дека предлогот на Франција не е добар. Вања ја ставиле во вреќа со подготвен патент и ја однеле за да ја убијат. Тројца се обвинети за свирепото двојно убиство, а таткото за помагање при грабнување. И по даден приговор, комуналните сметки остануваат исти. Граѓани бараат градоначалникот Касами да го среди проблемот со комуналните сметки. Летечката театарска трупа од Тетово е апсолутен победник на меѓународниот драмски аматерски фестивал Кочани во домашна и меѓународна конкуренција, откако доби Гран При и награда за најдобра режија на представата Момчето со пругасти пижами. А емисијата ќе ја започнеме со една куса вест што ни доаѓа од Ресен. Територијалната противпожарна единица Ресен традиционално на 20 мај го одбележа денот на пожарникарите. Пожарникарите од Ресен го одбележаа нивниот ден со дефиле на противпожарни возила, како и демонстрација на показни вежби за спасување на лица и поставеност на пожарникарите за време на справување со пожар во дворот на основното училиште Мите Богоевски и во дворот на основното училиште Гоце Делчев во Ресен. Во текот на минатата година од страна на територијалната противпожарна единица Ресен беа извршени многу успешни интервенции на објекти и отворен простор, пишува во својот Facebook профил градоначалникот на општина Ресен Јован Тозиевски. Со голема благодарност за вашата храброст, пожртвуваност и професионалност во свое лично име, во име на Советот на општина Ресен и вработените во општина Ресен, како и во име на граѓаните, ви го честитам денот на пожарникарите, вели Тозиевски. се предава.
Клетва сега давам, дека ќе те грабам, јас со другари. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, огин ќе го изгорам. Клетва сега давам, дека ќе те грабам, јас со другари. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, огин ќе го изгорам. Ако некој пред мене те земе, нема да те преболам, огин ќе го изгорам. Македонија. Македонија. На прашањето дали има одговор за промената на уставот, новиот спикер на собранието Африн Гаши одговори дека е тоа сензитивно прашање, особено за македонците. Како што рече во интервју за емисијата Топ тема на телевизија Телма, македонците биле понегативно настроени кон така наречениот француски предлог, а ВМРО ДПМН добила голем број гласови на изборите токму поради резервираноста по ова прашање. Сепак сега сме во друга фаза, сакаме да одиме напред. Најголем број граѓани и политички партии, освен една, сите сме за интеграција на земјата во Европската Унија и тоа побаргу, барем така се изјаснуваат декларативно. Треба да разговараме за тоа што ВМРО го стави во програмата. Ќе има и нови моменти по изборите во Бугарија и изборите во Европскиот парламент. Треба во мозаикот да се имаат сите елементи зашто цело е кога има се, за да може ова горливо прашање да го решиме, истакна Гаши. Спикерот нагласи дека стои на ставот прашањето да биде решено што побаргу, но нагласи не на сметка на рушење и незачувување на културниот и јазичниот идентитет на македонците. Не можеме да ги ризикуваме меѓуетничките односи за друг проблем. Така ништо не сме направиле. Треба да работиме на поголема кохезија на сите заедници, особено на првите две поголемина, македонската и албанската. Ако имаме разбирање за нашиот културен и јазичен идентитет само по себе, ќе даде енергија во процесот на побрза интеграција на земјата во Европската Унија, нагласи Гаши. На прашањето зошто заклетвата во вторникот во собранието ја дал прво на албански, а потоа на македонски јазик, одговори дека било техничка работа и не би сакал да се вовлече во дневна политика со такви мали работи, а употребата на албанскиот јазик во собранието, рече, е регулирана во 2008-2009 година. Тој ден беше празник за демократијата во Македонија, се конституираше собранието. Тоа е дневна политика и партиите го користат како наевтин пиар. Јас не би сакал на тоа ниво да се симнам и да коментирам такви коментари. Немам никаков проблем со македонскиот јазик. Го учам и зборувам истовремено со албанскиот од моите први години. Немам анимозитет кон македонскиот. Конститутивната седница беше подготвена од службите во собранието кои се професионалци и тоа беше технички, можеби прво на македонски, битно е да се прочита на македонски, додаде Гаши. На прашањето дали уште се залага за заедници на албанските општини во Македонија, одговори дека тоа било став на генералниот секретар на неговата партија Алтернатива и дека идејата била соработка со сегменти што ги засегаат жителите на тие општини. А темата тогаш, рече, се политизирала и се дало националистички предзнак. Нема таква конотација со националистички предзнак за федерализација, како што сакаше да се прикаже. Никогаш не сме се изјасниле за федерализација, затоа што тој модел не е компатибилен за оваа држава и затоа политички не сум ја застапувал таа тема, рече новиот претседател на Собранието на Македонија.
Гаши соопшти дека в понеделник ќе има прва официјална координативна средба со парламентарните партии за да се разговара кога би се одржала првата седница на собранието, со кој дневен ред и закони кои се приоритетни. Пред формирањето на владата очекува собранието да го донесе новиот закон за организација на работа на органите на државната управа и според него да се гласа новата реорганизирана влада и да бидат избрани нејзините членови. Мислам дека има слух од сите политички партии и ќе се донесе. Претходно пратениците ќе имаат време да го видат и да го дебатираат. За овој закон, како и за сите други закони, сакам да имаме консензуален пристап, рече Гаши во интервјуто.
сите веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Naša zemlja bogata, mi
pašala, ergenelak, mila mamo pašala, mom isto, mila mamo vezirsto, mom isto, mila mamo vezirsto. Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Охрид посочи дека го почитува Преспанскиот договор, како и оти, за разлика од други, го почитува меѓународното право. Таа истакна дека начинот како ќе го користи името на државата е лична определба, право што е загарантирано со повисоки акти од билатералните договори. Давкова пред медиумите истакна дека преку разговори ќе ги убедува грците дека е во право кога го користи името Македонија наместо уставното име на државата. За начинот како ќе го спроведува, рече дека има план. Се разбира дека имам план. Планот е градење добрососедски односи. Планот е нудење почит и барање само почит. И мислам дека како што во политиката треба да се трага по уметноста на можното, ќе го направиме набрзо. Мојата прва изјава беше дека нема да одам по светот, дека сакам да се сретнам со соседите и мислам дека ќе го сторам тоа. Се разбира, за разговор се потребни сите околу вас и ние немаме друг избор освен да разговараме. Диалогот е здрава работа и ако нема взаемна почит, нема да има ни резултат. Политиката бара диалог и јас сум подготвена да тргнам во тоа и взаемно да ги надминеме проблемите, истакна Давкова. По однос на предупредувањето од официјална Атина дека не е исклучена можноста за покренување постапка пред Меѓународниот суд во Хаг за непочитување на одредбите на Преспанскиот договор, Давкова потсети на претходните пресуди на истиот тој суд што не беа почитувани од Грција. На истиот тој меѓународен суд, каде што ние бевме со Грција, пресуди во однос на кршењето на член 11 од привремената спогодба. Тоа е исто меѓународен договор. Не верувам дека веднаш ќе се оди на суд. Има гаранција во Преспанскиот договор. Прво се укажува, се разговара, се адресира прашањето до Обединетите нации, па потоа се оди на суд. Пресудите на судот треба да важат ерга омнес, но тоа не се случи во нашиот случај, истакна председателката Давкова. Силјановска-Давкова при положувањето на свечената заклетва, при стапувањето на должноста председател го употреби името Република Македонија наместо уставното име на државата, што најде на реакции кај меѓународната јавност, најмногу во соседна Грција. Што се однесува на доделувањето на мандатот на лидерот на партијата што освои најголем број гласови на изборите за формирање на влада, Давкова посочи дека тоа ќе го стори наредните 10 дена. По однос на незадоволството кај ДУИ, што не се повикани да бидат дел од новата влада, таа рече дека мандатот оди кај победникот на изборите. Многу ми е жал што морам да ги разочарам, но како конституционалистка го читам она што пишува во Уставот. Нема двајца победници на изборите, има еден победник. Тој ги избира коалицијските партнери. Се разбира дека е политички, етички, демократски здраво да вклучите во владата албански партии. Тоа мандатарот веќе го направи, меѓутоа другите тензии од типот мнозинство-малцинство апсолутно не држат. Мнозинство има оној кој што зад себе има 61 пратеник и се разбира, посакувам во иднина при креирањето влади одлучувачки да бидат програмите, односно идеологијата. Тешко можете да мешате вода и масло. Треба да имате компатибилни програми за да имаме навистина реформи, рече председателката на Македонија.
čuva me, zemljo naša, ne te dava me. Majko, zemljo ne plači, će te čuvat, majko, tvoj te sinovi. Majko, zemljo prosti mi, Gospod je i kazani, tvoj te dušmani. Kazani, tvoj te dušmani. Маријан Ѓорчев, поранешен македонски амбасадор во Бугарија, изјави дека францускиот предлог не е добар за Македонија и дека договорот со Бугарија може да се репреговара. Францускиот предлог не е добар за Македонија. Договорот со Бугарија може да се репреговара. Има член каде што стои дека може да се репреговара, рече Ѓорчев во емисијата Daily Click на TV21. На прашањето дека еврокомесарот Оливер Вархеј неодамна изјавил дека договорот не може да се репреговара, Ѓорчев вели дека тој сега ќе биде сменет, а исто така ќе има и избори во Бугарија. Вархеј сега ќе биде сменет, нема да биде тој, ќе биде некој друг и тоа е шанса. Прво има шанса затоа што има избори во Бугарија и вие ќе видите кои се тие сили. Во Бугарија има многу рационални политичари кои ја ценат Македонија. Лично сметам дека со овие лица од ГЕРБ може да преговараме. Петков беше во ВМРО ДПМН и разговаравме многу конструктивно, паметно како да ги надминеме проблемите. Вие имате право да дадете предлог анекс на тој договор, а СДСМ кога видоа дека тоа е ќорсокак, требаше да предложат промени на истиот, изјави Ѓорчев. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така, Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838
во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Da ti kupam danes na pazar, koga krstotke go frlat, da ja oblečeš. Majka da se čudi, tatko da se luti, koga jaskevi ropnam na vrata. Glaske puštam, koliko da me slušnat, dobar den da je večna slavata. Nemoj da se praviš, neka ne me znaješ, a ne srce to me tera da mi dojdam neka ne. Ako te golem, toj son ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo riza on meri. Kako gerdan, a ne sakaš, da se kova da ti poračam, da od zvezdi da go pravam, sve do vodici. Grlo da ti krasi, duša da ti gali, Boga ti slatko vreme poslužiš. Majka ti da gleda, tatko ti da shvati, deka jastija varam rakata. Nemoj da se praviš, deka ne me znaješ, a ne srce to me tera da mi dojdam neka ne. Mer ako te golem, toj son ništo ne se meri, vidi, a ne moja samo jedan odberi. Vidi, a ne moja samo jedan odberi. Некои жители на Тетово 3 месеци поред се соочуваат со погрешните комунални сметки откако компанијата Заубермахер го превзеде издавањето на фактурите. Иако дале приговор, пак добиле иста сметка, па дел од нив бараат лично од градоначалникот да најде решение за проблемот. Бев и во Палчиште, реагирав и пак ми дојде сметка по старо. Рекоа дека ќе се реши, ама има многу приговори дадено, ми рекоа. Сметам дека за вакви некои работи треба да се има референдум, а не некој да најде кого било, затоа што ние граѓаните треба да ги плаќаме сметките. Сега нека ни плаќаат тие. Од старите сметки сите ми се платени, а сега со новите немам намера да плаќам, додека не се реализираат како што треба.
Само проблемот е да не дојде до блокирање на сметката со извршители, што не е наша вина, вели Дивна Здравевска. Доаѓа сметка и на мене и на сопругот и плюс ненормално висок износ. Ставиле канализација, а ние немаме канализација во сокакот каде што живееме. Поднесов приговор, бев во седиштето на Заубермахер во село Палчиште и вчера пак иста сметка ми дојде. Требало да гледаат и по старите сметки, а не од катастар извадиле од ракав. Прашав една комшивка со која имаме приближно иста квадратура на куќа. Незе 640 денари со канализација, а на нас двајцата 1200 денари без канализација. Доаѓа како струја да плаќаме, изјави една друга жителка на Тетово. Плаќав околу 310 денари, а сега ми дојдоа 700. Не треба да се плаќа по квадратура, да си плаќаме како што си плаќавме затоа што ѕидовите не прават ѓубре. Сакам да биде како што било и да плаќам како самец. Првиот месец ми дојде сметка, вториот месец не. Еве денес е 31 во месецот и уште не дојде. Кога ќе дојде ќе се насобере, истакна жена од тетовската населба блок 82. Градоначалникот Билјал Касами е уверен, иако некои проблеми се комплицираат, чекор по чекор дека ќе се најде решение. Бара повеќе време и информации и податоците да се хармонизираат, податоците кои ги има јавното комунално предпријатие Тетово со тоа што е реалноста на терен. Но тоа што ние ветивме ќе продолжиме на неделно ниво да комуницираме со граѓаните, заедно со директорите на сите јавни комунални предпријатија, на лице место да видиме каде е проблемот и кој треба да интервенира и да го реши тој проблем, затоа што се работи за 30.000 клиенти. Се работи за преминување од фактурирање по глава на жител по метар квадратен, имајќи во предвид и тоа дека податоците кои се превземени од катастар не се до крај реални. Има неколку видови на проблеми кои ќе се обидеме чекор по чекор да ги решаваме. Тоа што ветивме на граѓаните дека нема да има оптоварување повеќе од тоа што е согласно законот и согласно правилникот за фактурирање на јавно комуналните услуги, вели Касами. Градоначалникот ги повика граѓаните за проблемите да поднесуваат приговори во канцелариите на Заубермахер во село Палчиште, но и во зградата на општина Тетово и јавното комунално предпријатие Тетово кај градскиот пазар, а како крајна инстанца да дојдат на отворените средби секој последен петок во месецот. Помина време, многу време, и мислев се сум сватил. Помина време, грешките наши, јас сам ги платив. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Устото време лузни прави, длабоки како бразди. А има луѓе живеат така, без душа празни. Не знаев дека така може да те лажат, Боже. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Немало късмет, ни малку среќа и губам надеж полека. Барем да видев еден себап за еден живот колку треба. Немало късмет, немало среќа за секој овде на земја. Некој на младост, некој на старост, некој ко мене никогаш. Барем да видев
jedan sebab. Za jedan život toliko mi treba. Nekogaš mislim se ke projde, za mene den ke dojde. No džabe bilo, ne vrti listo, se pake isto. Ne znajev deka tolku može, da ne lažat Bože. Nemalo късмет, nemalo sreća, za se koji ovde na zemlja. Nemalo късмет, ni malku sreća, i gubam nadeš poleka. Barem da videv jedan sebab, za jedan život koliko treba. Nemalo късмет, nemalo sreća, za se koji ovde na zemlja. Nekoj na mladost, nekoj na starost, nekoj ko mene nikogaš. Barem da videv jedan sebab, za jedan život toliko mi treba. Barem da videv jedan sebab, za jedan život toliko mi treba. Основното јавно обвинителство Скопје до Основниот кривичен суд Скопје поднесе обвинителен акт против 4 лица во врска со убиството на 14-годишната Вања Ѓорчевска и на велешанецот Панче Жежовски. Тројца од обвинетите се гонат за двојното убиство и заграбнување на Вања Ѓорчевска со цел да присилат член од незиното потесно семејство да даде пари за откуп. Како соизвршители заедно со уште едно осомничено лице за кое истрагата за исти кривични дела е во тек, испланирале грабнување на 14-годишното дете Вања Ѓорчевска со цел да присилат член од незиното потесно семејство да даде парични средства за откуп. Како што се вели во основното јавно обвинителство, тројцата на 22.11.2023 година заеднички извршиле грабнување на оштетениот Панче Жежовски од Велес со намера да го присилат да им го даде собственото возило Citroen за да го користат за грабнувањето на детето во Скопје. Обвинетите отишле во куќата на оштетениот, физички го совладале и го врзале, а потоа го ставиле во багажникот и се упатиле до местото викано Рудник во околината на Велес, каде од користољубие и на свиреп начин со умисла го лишиле од живот со огнено оружје, пиштол со калибар 9 мм. На 27.11.2023 година обвинетите и осомничениот, помогнати од четвртиот обвинет, извршиле грабнување на девојчето во влезот од зградата на улицата Наум Наумовски Борче во Скопје. Откако предходно обвинетиот татко на оштетеното дете преку прво осомничениот дал упаства за времето кога девојчето ќе излезе само за да оди на училиште, тројцата сега веќе обвинети дошле до влезот на зградата каде што живее оштетеното дете. Со штрафцигар ја отвориле вратата од влезот на зградата, па кога жртвата излегла од лифтот, ја фатиле, ја совладале и ја врзале, заканувајќи се да не вика затоа што ќе пукаат. Ја ставиле во вреќа за спиење со подготвен патент и со автомобил ја однеле во близина на местото викано Дупки во атарот на селото Бразда.
Таму на свиреп начин со умисла го лишиле од живот малолетното дете, така што прво осомничениот и нанел огнострелна повреда со истрел од пиштол со калибар 9 мм, а обвинетите го закопале телото во претходно ископана дупка. Потоа на нива покрај земјен пат во атарот на село Бразда го запалиле автомобилот Citroen со велешки регистарски таблички за што употребиле бензин во туба што го набавил еден од обвинетите. Таткото на девојчето им помогнал да го реализираат нивниот план и тој е обвинет за помагање во кривично дело грабнување. Јавниот обвинител на Основниот кривичен суд Скопје достави и предлог за продолжување на мерката притвор за тројцата обвинети и соизвршители и мерка куќен притвор за нивниот помагач. Обвинителниот акт се темели на вербални и материјални докази во однос на дејствијата на обвинетите, но со оглед на тоа што постапката против првоосомничениот кој неодамна беше екстрадиран од Република Турција продолжува, јавното обвинителство не е во можност да споделува детали во однос на доказниот материјал. Постапката продолжува и против едно лице кое е осомничено дека му помагало на првоосомничениот по извршувањето на кривичното дело, така што му овозможило превоз при бегство до Република Турција. За тоа лице на сила се претходно определени мерки на предпазливост.
strumica i struga, Gevgelijsko pole, Durdo Soluna. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Гласот сестра ти слушни долго што не ми те видела. Дадов рака на момче мене што ми прилега. Сакам тебе, мили брате, да те канам на свадба. Сестро моја, сестро мила, звездо моја најсветла, од радост за тебе солзи мене ми потекоа. Чекајте, сестро мила, еве дома доаѓам. Твојта свадба ден е, сестро, долго јас што го чекам. Грмнете силно тапани, пишнете сурни до небо. Денеска свадба правиме, сватови дома ќе чекаме. Мајко и татко станете,
vidiš li, mili brate, kakov život imavme. So majka i so tatko, što li se ne pominavme. Pomnam sestro, zlatna sestro, kako da zaboravam. Em so dobro, em so lošo, život od ne daruvam. Grmnete silno tapani, pišljete surli do nebo. Veneska svadba pravi me, svatovi doma te čeka me. Majko i tatko stanete, oro makedonsko fatete. Se koji neka čuje razbere, golema svadba pravi me. Se koji neka čuje razbere, golema svadba pravi me. Пред самиот крај еве една убава вест од културата. Летечката театарска трупа од Тетово е апсолутен победник на меѓународниот драмски аматерски фестивал ДАФ Кочани во домашна и меѓународна конкуренција, откако доби гран при и награда за најдобра режија за представата Момчето со пругасти пижами. Режисерот Владимир Јовановски вели дека наградите се еден вид потврда за посветеноста и пожртвуваноста на ансамблот на летечката театарска трупа и тимот што игра во Момчето со пругасти пижами. Да се освои гран при за најдобра театарска представа во меѓународна конкуренција е освоен театарски врв и доживеан сон, но и доказ за квалитетот на играта. Сепак за тој врв стојат нови возвишенија и врвови, а наградите се интерцијална сила која ќе ја користиме за да совладаме нови врвови со нови представи, изјави режисерот Владимир Јовановски. Според Јовановски, успехот е резултат на заедништвото на групата. Што се однесува на тимот кој игра во представата, тој демонстрираше перфектна партнерска игра и комуникација што заедно со режисерскиот концепт, силната емотивна игра и пред се искреноста на сцената доведе до тоа да биде најдобра представа. На крај, ова нека биде поттик до сите сонувачи да го живеат својот сон, вели Јовановски. Годинава Драмскиот аматерски фестивал бележи 61-во издание. Драмскиот аматерски фестивал е веројатно еден од нашите најстари театарски фестивали во земјата. 61 година ДАФ дефинираат најквалитетни представи во земјата и странство, а да се биде лауреат значи да бидеш запишан со златни букви во долгата колективна меморија на фестивалот. ДАФ е многу повеќе од проект, тој е филозофска и цивилизацијска идеја на македонската култура, изјави Јовановски. Во представата играат Никола Стојановски Бруно, Клара Настова Јоди, Мелиса Ценовска Серафимовска Елиса, Меланија Серафимовска Грател, Марко Ристовски Гунтер, Зоран Јовановски Павел, а улогата на евреи ја имаат Матеј Пејчиновиќ, Михаела Матеска, Ивана Давидовска и Владимир Јовановски како Франц. Kad si odiš mare, se za mene stvoriš. Ne sum bio za tebe, javo da me zeme. Pet pari ne vredam pare, ja zgoram po tebe. Daj mi, daj, jas da te imam. Daj mi, daj, jas da te ljubam. Daj mi, daj, snaga da ti kršam, pa da vidiš lično
te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Kad si odiš mare, so drugarki zboriš, ne sam bil za tebe, ja vol da me zeme, pet pari ne vredam mare, ja zgoram po tebe. Daj mi daj, jas da te imam, daj mi daj, jas da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi daj, jas da te imam, daj mi daj, jas da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. Daj mi daj, jas da te imam, daj mi daj, jas da te ljubam, daj mi daj snaga da ti kršam, pa da vidiš lično mare koliko pari vreda. И тоа би било се што ви подготвив за денес, почитувани слушатели. А за крај, во катчето за најмладите, приказната Како Маша се скарала со перницата. Ви посакувам пријатен ден. Како Маша се скарала со перницата. Ја ставила мајката својата ќерка Маша да нана. Го изгаснала светлото и отишла кај соседката. Лежела Маша, лежела, но никако да ја фати сон. Те и било топло, те тврдо, те перницата и била висока, те ниска. Се налутила Маша, та почнала со тупаници да ја удира перницата. Уф, одвратна, дебела, задушлива. А потоа почнала да рита со нозете. Го фрлила кебето на земја и почнала да вика: "И ти тргај се, тешко ќебиште." Ја тргнала и прекривката. "Без тебе ми е поубаво, зашто цело време паѓаш на земја." Се симнала Маша од креветот и тропнала со ногата. "Ми здодеа веќе креветов. Цело време само да се спие. Здодевно е." Ги навлекла папучите и така во долгата ноќница тивко излегла од собата. Гледа, вратата не е заклучена, а низ малото дупче се проврел зрак од месечината, облевајќи го подот. Постојала Маша, послушала. Тивко е. Само славеот во дворот пеел, а од барата му се одзивала жаба.
Маша се наежила и внимателно се спуштила по скалите во дворот. Ах, колку е убаво да не се спие, ах, колку е убаво да не се спие. Почнала да скока, таа на едната нога. Потрчала Маша по патеката, а од кукичката се слушнало ржење на кучето Тјавка. Кој доаѓа? Јас сум Маша. Зошто не спиеш, доцна е? Креветот ми е лош, неудобен. Му се налутив и затоа сега не спијам. Имаш право, рекол Тјавка. Најдобро е да спиеш во куќаркава. Ке си легнеш на постелата, ке ги свиткаш колената, муцката под опашот и ке почнеш да сонуваш. Ајде, влегувај, додека јас ја чувам куќата, ти поспи си. Леле, колку интересно, се израдувала Маша. Клекнала на коленици и влегла во куќарката. Се обидела да ги свитка колениците како што правел Тјавка, но не можела. Тврдо и тесно било. Се превртувала Маша, се превртувала, ама не било удобно да се лежи на коленици. Тјавка ја мушнал муцката во куќарката, а во забите држал стара коска. Еве ти коска, и рекол тој на Маша, со неа посладко се спие. Благодарам, Тјавка, рекла Маша и излегла од куќарката. Домот ти е многу убав, но не можам да спијам во него. Ама си пребирлива, се навредил Тјавка. Никако не може да ти се угоди. Си влегол тој во куќарката, а Маша отрчала во кокошарникот за да види дали кокошката Ријаба снела жолто јајце или не. Минала покрај слезот и тргнала кон полето. Го потргнала резето и ја отворила вратата. Гледа, си седнале кокошките на пратот, се навалиле и спијат. Само Петелот не спиел. Само што ја протнала Маша главата низ дупката, Петко се накострешил и почнал да врти со главата. Коко, кој е? Прашал тој. Тивко, Петко, јас сум Маша. Што сакаш? Строго прашал Петко. Дојдов, Петко, да видам дали кокошката Ријаба ми снела жолто јајце или не. Ама си нестрплива, се налутил Петелот. Секој ден несат бели јајца, а жолти ретко. Оди да спиеш. Не можам. Зошто? Му се налутив на креветот. Многу е неудобен. Никако не може да се заспие на него. Да. Па ајде на пратот, рекол Петелот. Ке се стесниме, пердувите ке ги распуштиме, очите ке ги затвориш и ке си спиеш до утре. Влези кај нас. Влегла некако Маша во кокошарникот, ги свила ноџињата, ја бутнала главата во плетите и си седи. Од едната страна ја греела кокошката, а од другата Петелот. И убаво и било, топличко. Задремала Маша, но скоро паднала од пратот. Добро што во кокошарникот била послана слама на подот, па Маша не се удрила многу. Ах ти, се засмеале кокошките, поцврсто треба да се држиш. Излегла Маша од кокошарникот и почнала да трча. Си седнала таа на тремот. Гледала на месечината, но не можела да заспие. Одеднаш покрај неа пролетала некоја птица. И оп, и седнала на колениците. Гледа Маша некаква чудна птица. Личи на глувче, но нема опаш, ама затоа имала меки црни крилца. Добар ден, рекла Маша. А вие кој сте? Јас сум Лилјакот. Преку ден спијам на вашиот таван, а навечер летам. Ти зошто не спиеш? Креветот не ми е удобен. Лежам, но никако да заспијам. Да, те разбирам, воздигнал Лилјакот. Да спиеш лежејки е тешко, а уште потешко в кревет. Сакаш да ти помогнам? Сакам, се израдувала Маша. Тогаш дојди со мене на таванот. Лилјакот лесно замавнал со крилјата и полетал кон таванскиот прозорец, а Маша се качила на таванот по рапавите дрвени скали. На таванот, во темниот агол се нишала пајажина, а од прозорецот дувал ладен ветер. Еве мојата спална, рекол Лилјакот и ја подигнал главата. Јас сум голем спанко, сакам да си поспијам. А каде ви е креветот? Прашала Маша. Во тоа е работата, се насмеал Лилјакот. Јас се снаоѓам без кревет.
Ах, колку чудесни соништа сонувам. Треба само да се искачиш до покривот, да се закачиш со нозете на оној клинец и да свиснеш со главата надолу. Па што стоиш? Доаѓај кај мене горе, ќе ти го отстапам мојот омилен клинец. На Маша и текнало како паднала во кокошарникот од пратот и како си го повредила коленцето. Како ќе спијам таму, помислила таа. Со главата надолу, та ќе паднам, ама е неудобно тука. Месечината за последен пат блеснала низ прозорецот и се скрила зад еден облак. Станало сосема темно. Маша се наежила. Кај си, ја повикал лилјакот со сонлив глас. Јас веќе заспивам. Маша не одговорила ништо, ами тивко почнала да се симнува по дрвените скали. Таа излегла преку портата и се спуштила кон барата. Жабите од страв престанале да крекаат и скокнале во водата. Старата чапја од страв замавнала со крилјата. Кој е тоа? Се завртела чапјата, замавнала со долгиот нос, но кога ја видела Маша се смирила. Зошто се шеташ и ми ги плашиш жабите? Не ми се спие. Хе, настинато се закашлала чапјата. Јас мислев дека само мене не ми се спие од реумата. Да не си тажна нешто? Не, одговорила Маша. Само ми е здодевно секоја вечер да спијам. Да, здодевно е, знам по себе. Па дојди кај мене во камчињата, ќе се дружиме. Ќе те послужам со жапчиња, а потоа ќе си стоиме заедно во тињата на една нога. Ќе те покријам со крилото. А на ноќницата на Маша се појавила роса и нозете и измрзнале. Се плашам од жаби, рекла таа, а и водата е мокра. Не сакам да спијам во твојата куќа. Уф, каква си, се налутила чапјата. Оди си побргу и без тебе ми е влажно. Маша се завртела. Мокро е и ладно да се спие во жабјата бара, си помислила таа. Ке си одам во постелата под топлото кебе. Многу е убаво, а и перницата е мекичка. Си отишла дома. Се мушнала напрсти во својата спална. Ги кренала од земја кебето и прекривката, ја ставила перницата на своето место и се пикнала во својата мека постела. Потоа почнала да зева и рекла: никој на светов нема поубава постела од мојата. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.